Другари, здраво на сите. Отдамна немав направено видео, имав много връзки. Значи денеска се случи история. Елайджа, сите кои што се у Axie Infinity го знаат. Типчето е пръв път значи за Axie Infinity слушнав од него. Значи најдобрите видеа за борби исто ги гледав кај него. Значи секој кој што е сакал нешто да научи е бил на неговия канал, типо е много кул. Значи има много видеа со различни тимови, често се уклучува живо. Има 141,000 луѓе го пратат. Денеска се случи Иван, кој што е сега моментално е на втора позиција, е Јован тим лидерот, денеска го е поминал. Успеа вчера да го победе Елайджа, пошто е нели на самиот врв на самиот врв. Сега не знам Елайджа точно на која позиција не го прашав Иван. Ама налитаа еден на друг у борба и едноставно значи Јован завршил добра работа, значи добар тренинг. Воедно е да ви ги покажам, многу луѓе прашуваат сега SLP ќе падне многу од играч колку да се праве. Тук ќе ги разлистам, луѓето се доста добро држат. И новите, дури има тројца луѓе кои што се нови. Мислам овие сите се нови тук овај дел. Ама 8 Бизи е легенда која што тестира. Он е Immortal оваа игра. Така да него нема да го гледате. Ама има доста SLP направено, гледате. Овие дечки ќе се подобрат со теко на времето, али еве, значи тим лидер Јован е на 2195 ММР, Иван е на 2061, Никола, треба да го пофалам, типчето од Куманово Растура, е на 1800. Значи, ово е новата сезона, само што почнаа. Христијан Здравски е на 1716, Слагјан Арсов е на 1606. Трајанка е кодно име на еден од геймерите, на Стојан, тоа му е кодно име, не може да кажеме за што е ставено тоа име така. Мартин Андреев, од постарите играчи исто е, гледате. Гуги име някој од Малта. Манев Јован и Иван Митев се првите у топ што имат стигнато. Јован има 20 акси, значи 40 енергија играе, Апостолов е со 60 енергија, Апостолов е со 40 и Никола е со 40. Имаме и други играчи кои што се со по 40, само моментално се паднани. Петар Стоилков е дечкото кој што со Риби има направено рекорд, беше доста долго време на прва позиција. Значи најдобро ги има совладано рибите. Горан не е нешто паднал, изненадува. Значи е на 1530, али ќе се поправи. Шо е му обето? Враќаме се кај Елайджа. Типо е легенда у Axie Infinity. Легенда, че само да видиме на... Како ме го отвори ово, нема врска. Елайджа... Нешто интернетот денеска забушава. Како му се пишуваше Ели? Како сгрешив ја се Ели? И како е подпишан тај тип на интернет? Ово на Твитер? Не ми е јасно сега, чека да идеме. Не е возможно да му беше друго јаче. Зашто го дава тај? Значи не е возможно. Елайджа е тешка легенда, ама и јас. Значи он сменил профилната слика, јас го тражам по фаца, али он сменил профилната слика и не бев забележал. Значи е ставил некој NFT или нешто, не сум утек.
Его типо има исто го следат тук 113.000. Значи, доста добри информации дава. Ако сакате да се научите за акции, типчето е закон. И аз на сите нови играчи од него секојаш ги праќам видеата да се информират најдобро за најразлични комбинации играе. Најразлични комбинации играе типчето и е стварно добар. Сега ќе ја пуштам борбата од Иван, кој шо просто ме шокира. Да го победиш Елайджа не е мала работа. Еве борбата. Просто сум изненаден дека Елайджа играе со два планта. Плантовите сега, посебно овие, стигнуват некои си луди цени. И испод $250 нема добар плант. Че Иван го растори Елайджа. Ово ти кога ученико го победува учитело. Фактички, али браво си на Јован шо, нели, доста многу го тренира и му покажува на Иван. Иван исто, да кажем за него, дечкото работи у Германија и често оде Македонија-Германија, нема испуштено еден ден. Значи имам луѓе кои шо некои 10 души, 15 ги имам испадено само заради тоа шо немат ни стигнано у групата да улезат, ги имам испадено само за тоа шо не сте редовни и не играат. Значи, кога ќе речат немам време, тоа кај мене разбирам, нели, 3 дена да земе да не играе. Има обврски нешто да се случи итно, ама кога ќе обидам често дека кога ќе рече немам време, не може брат некој кој што патува Македонија, Германија, по аеродроми, работе и сега да не испушта ден што се вика и да прави овакви резултати и некој ќе ми рече брат немам време, па супер, купи си акции, нели, игри си по твое време. Значи браво на Иван. Просто сум шокиран дека нели го победува Елайджа, што значи дека македонските геймери не се за подценување. Значи ние сме што се вика Елайджа од самиот почеток у акси. Типо просто нема акси, нема класа која што не ја знае на памет, знае да брое, знае да пресмета демидж и се, типо е гени. Али еве. Сега не дека сме ја превратели играта, значи можно е наредната партија да изгубе, ама сакам да кажам, значи македонските геймери како што проценив се за светско ниво. И тоа ми е целта, значи многу луѓе што ме плука, брат ти печалеш SLP, моите играчи знаат, и тим лидер Јован е нон-стоп со мене. Кај мене нема, сега ќе пробам да се логирам само тука, не е тоа мое. Кај мене нема, кажи го, има денеска апдейт некој. И не можев да се логирам, да ги покажем и новите акции, кои што ги спрема, сега може да се уклучи. Имат некој апдейт, ништо голем апдейт. У Македонија немат проблем, ама тука не можем да се логирам. Значи, шо е финтата? Значи, јас не... сега може да се уклучи. Јас не ми треба SLP за да го продавам и да го трейдам. Мене ми треба SLP, гледате, има 23 нови. Кои што се спремат за... Делки идат за енергија, а другите ќе бидат за нови играчи. Проблемот кај новите играчи што сум разочаран од македонците, ми фала душе 12 играчи да имам 50 стабилни, кои што ќе требаат за лен геймплей, за таа економија. Нема сериозни луѓе од Македонија. Ки ти пише, не знае што е SLP, не знае што е Binance, не знае што е Ronin Network. Сакат плата за играта, која што не разбира дека на 14 дена се дава токен,
не я знаят цената на SLP. Цената на SLP е сега доста падната. Значи цената на SLP не е како што беше 0,25 центи. 0,33 гледате, беше дури 0,36. Па држеше се доста на 0,34, после падна на тука беше тај период 0,28 и надоле. Како паѓаше биткоин, така паги она, значи рекордното е, што многу луѓе не знаат да се го проверат. Е all time high, значи circulation supply, гледате unlimited, значи нешто што е unlimited е нормално и да се руши по 96%. Значи само да видам. All time high 0,41. Зашо се мислам дека all time high од порано имаше достигнано до 0,80 има в инфо. Ако не сум грешка. Али 2021 пред 10 месеци е било 0,41. Треба да постојат информации многу порано. Беше и 0,81 стигнато. То треба да го најдам. Интересно, тука не можам да се снајдам и јас. Значи јас сум дигитално неписмен. Значи интересно, немам податок за 2018. Сега не можем да тражим. Шо е мобето, значи ми пишувате и брат не е кажи го на 0,25, нема да се изплате. Значи другари, мене не ми треба луѓе кои шо улават у играта за да плаќат сметки. Мене ми треба геймери кои шо ќе станат една елита кога играта, ова е бета верзија, кога играта ќе го достигне самиот врв, вие ќе бидете многу по-спремни за борби со другите, отколку другите новите. Значи ќе бидете многу по предност, нели, за SLP и за други награди, ќе бидете у предност, нели, се ново што ќе дојде у самата игра за вас нема да биде изненадување, многу полесно ќе го совладате. Луѓе ми се уклучуват, пишува ми коментар, пишува ми порака заинтересиран. Од како разменеш текстови и инфо, после тоа ти вика не е заинтересиран. Значи луѓе убаво кажат, луѓе што се заинтересирани, што знаат што е акси, што знаат што е SLP, што знаат што е AXX токен, што знаат што иде следува да пратат, па тие пишете бе другари, другите што ми пишуваш порака сакам да играам, а ви уствари не знаете деку лавате и што сакате да играете. Глупо е другари да ми го губите и моето време и вашето. Значи замисли ја да пишем на некој порака или коментар, јас сакам да играам и откако доеме до таа степен дека ние треба да комуницираме преку пораки и ви праќам видеа и информации, ти ми пишуваш, ама брат ја некем да играам. Па која е логиката бе другари, вие срамно е, возрастни личности сте да пишувате коментари и пораки и откако ќе ве контактират, откако ќе ви пратат многу повеќе информации, значи вие сте дигитално неписмени, вие поема немате за што аплицирате. И после викате, ама ја немам време. Значи од имам време, одеме у немам време, од имам време, играам игри како хоби, наместо да играам, знаеш, нешто да спечалам те токен да, па доваѓаме кога ќе видат дека цената на SLP е ниска, па ние немаме време више. Добро, другар, нели си геймер, ама да, ја играам за хоби. Значи ти играеш игри без пари за хоби, наместо да почнеш да играеш игри што дават некој дел мала сума сега за сега, ама ако разбираш крипто и ако си долго у крипто, треба да разбереш дека тоа е тај токен се собира. Кога имаш bull market продаваш, кога има bear market можеш, нели, да изгубиш дел од токените, тоа е крипто другари. Ово не е игра за кеш. Ја не вработам за кеш. Ја вработам луѓе кои што ги плаќам у токени, они колку токени ќе си направат. За да не губат нивни пари, нели, за влог, јас ги ризикувам сите пари. Моите акаунти вредат над $200,000. Значи над $200,000, имаме две земји. Самата сега нема да уклучи, пошто се прави апдейт. Али другари, значи не ми пишувајте пораки ако не знаете вие што е акси. Значи тоа е тоа.